Почитувани представници на медиумите, денеска, како и меѓу 1.800.000 граѓани на оваа држава, го искористив моето уставно право да гласам за првиот човек на државата. Ова, како што гледате, е сончев ден, убав ден, нека биде убав за сите граѓани на Република Северна Македонија, затоа што денеска го избираме првиот човек на државата. Тој кој ќе не води следниот период и се надеваме дека тоа ќе биде најдобриот и најубавиот период на оваа држава, затоа што конечно ќе треба да станеме членка на Европска унија. Последно е време да реагираме и да станеме како држава членка на Европска унија, затоа што како што гледаме секој дневно ни бегат граѓаните, за да не останеме празна држава, треба да работиме заедно како политички фактор, како чинители на ова општество, за да ја интегрираме државата, а не да ги интегрираме нашите граѓани, затоа што тоа ќе биде попусто за сите нас. Затоа ние како коалиција ќе работиме и во следниот период да државата ја интегрираме во Европска унија, затоа што тоа ни е една од главните точки на нашата програма. Се надевам дека ова ќе биде определба на сите чинители, сите политички фактори на овој процес и на крај сите ќе славиме кој ќе победи, а се надевам дека ќе победи најдобриот. Што се случи со луѓето од вашата партија кои беа повикани во СВР? За жал има одредени структури во полицијата, во секторот за внатрешни работи во Тетово, начело со шефот, началникот, кои не сакат да биде мирен и добар и демократски процес. Тие не го прифатија, значи да ги координираат активностите заедно со советникот испратен од Министерството за внатрешни работи. Изгледа нешто кријат, се обидуваат да прават некои сценарија, но тоа нема да го дозволат граѓаните. И вчерашното повикување на нашите членови од нашата младина во полициска станица беше во овој правец да ги уплашат луѓето. Но после 30 години демократија, луѓето се научат дека нема што да се отепаат, нема што да се конфликтуваат за политичари кои денеска ги гледаме заедно. Во минатото тие луѓе се утепаат, тие луѓе се убива меѓу себе за политика, за политичари кои денеска ги гледаме заедно, затоа граѓаните веќе се научија дека денеска со својот глас сите тие политичари кои се собраа за да ја заштитат својата корупција ќе ги однесат во историја. Благодарам. Некои сознанија за проблеми нема? Не, за сега не. Фала, пријатно.